тука со денови беседите за нешто кое што ни самите не верувате, но самиот не можам да се начунам зошто ги кажувате овие работи во кои што знаете дека не постојат луѓе во држава кои што ви веруваат. Зборувате за пензиите. 7 години ги пониживте луѓето и донесовте до питачки стап за да идат по улиците низ главниот град и да бараат достоинствена пензија за да може да си купат лекови. Неколку месеци наназад сите национални ТВ дневници се окупирани со вести од луѓе во третото доба од животот кои што плачат заради тоа што не може да си обезбедат еден достоинствен живот, би кажал на крајот работниот век. Вие ги донесовте пензионерите до тоа ниво да штрајкуваат и да протестираат пред представништва на странски амбасади затоа што никој во државата нема слух за нив. Зборувате вие тука за синдикати. Излезете и кажете зашто гласавте против амандманите да вработените од јавното обвинителство добијат повисоки плати. Излезете и кажете зошто гласавте против вработените од судството да добијат повисоки плати. Зошто гласавте против покачување на платите на полицајците. Зошто гласавте против амандманите поднесени од Конфедерацијата на слободни синдикати и на ССМ, каде што мучки и подмукло сакате во месец март до година да тргнете одредбата од законот со кој што ќе треба да линеарно да се усогласи покачувањето на минималната плата со сите други плати, затоа што сега во државните сектори има усогласување на над 10 или 11 сектори, нешто што вие го направивте и така ја обезвреднивте платата. Зборувате тука за младите, кажете што направивте за младите и зошто ги кратите сите ставки за млади во буџетот. Се смеете тука и мислите дека некој кој ќе каже такво ветување дека нема да го оствари затоа што сте вие во суштина и големи лажговци. Еве тука седиме сите и сите пратеници ден ви го кажавме тоа на јавна сцена дека ВМРО ДПМН во рок од 12 месеци по превземањето на власта ќе ја покачи пензијата за сите пензионери линеарно по 5000 денари. Има формула, има и методологија, ќе ви ја кажам и како. Нема да се краде, нема да се носат пари со торби во Мала Речица и на Бихачка и ќе се даде на тие кај што им е непотребна. Зборите за капитални инвестиции. Излезете и кажете колку болници изгради СДСМ, колку автопати, колку училишта, колку градинки. 7 година сте на власт и веќе сте прочитани од сите. Единствено нешто што ќе направите со овие пари е што ќе ги вработите вашите партиски војници за кои што во моментов има над 4000 слободни позиции кои што оваа влада сака да ги наполни со оние кои што им климаат со глава во штабовите и оние кои што го гушкаат Ковачевски кажувајќи му дека ситуацијата е розова кога ситуацијата во Македонија е едно огромно фијаско. Но за среќа овој буџет има една добра работа, што ќе ви биде последен и кој што новата влада предводена од ВМРО ДПМН веќе во месец јуни до година ќе прави ребаланс и ќе се види како може да има пари за сите кога нема да се краде и кога нема вака дрско да се одзема од оние кои што им припаѓа тоа, а тоа е народот. Благодарам.